Искрено, мислам дека дел и другите колеги тоа го спомна, не очекував дека барем за овој закон ќе се развие дебата која што ќе трае подолго од 30 на минути, во кој што предлагачот ќе ги истакне секако согласно деловникот на ова собрание причините за поднесување и дека апсолутно нема да имаме потреба од докажување, уште помалку спротивставување на ставовите. Но за жал, и тоа ме провоцираше да сеам да дискутирам на крајот оваа дебата, имате очигледно како пратеници наредба од партијата да гласате против овој закон. И тоа легитимно ни го отвара правото да се сомневаме зошто е тоа така. Ја ќе набројам, особено ви од првиот и од вториот ред на ВМРО-ДПМН, речиси сите без исклучок, може би Дулич не сум ја видел на пресконференција, но собранието барем тоа го говори, имаат одржано од 5 до 10 пресконференции во кои што говорат за транзицијата и приватизацијата во државата. Илија Димовски, најмногу, не знам, Владко Ѓорчев, Силвана Бонева, така натаму и така натаму. И сега, драги колеги, зашто сега не се јавувате да говорите за приватизацијата, бидејќи ВМРО-ДПМН ќе ја заокружи приватизацијата со последната вредна, не би рекол највредна, бидејќи ќе ви докажам зашто не е највредна, но со последната вредна компанија во државна, односно во јавна собственост. И кај сте сега вие да кажете дека Бранко и СДС ја приватизирал македонската економија? Затоа молчите сега. Го нема Владко, го нема Илија, Светлана Екимовска како вчера да не подсетува на историјата, Силвана Бонева да збори за времето на Пирузе и така натаму и така натаму. Ајде јавете се сега да зборите за приватизацијата на ВМРО-ДПМН. Зашто сте неми? Зашто сте неми? Зашто сакате да ја подсетиме дека ова е што сега се случува со популарно наречениот ПУИК, или тоа е јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор, е приватизација или продажба или криминал, како сакате, ранг на ОКТА. На ОКТА. И сега, како што тоа го направи колегата Станковиќ пред малку, јас ќе се надоврзам на него. Велите ви требало анализа на владата, а вие ја поддржувате, за еден член. За еден член. И пазете, овој закон опозицијата не го предлага затоа што сака, туку затоа што водејќи се од интересите да и помогне на државата и да го заштити капиталот на граѓаните, го предлага ова. Да вие сте го предложиле како влада или како пратеничко мнозинство, до сега немало да има потреба од оваква измена. Ке си било се во ред. И само во ненормална и нездрава држава како оваа која што ја води ВМРО-ДПМН се согласува владата тоа што е на граѓаните да го остави ни на небо ни на земја. И на крај, колегата Зекири е комплетно во право. Вака, како што се продаваа на времето и никогаш не се расчистија работите, дуќаните на Треска, на ред други компании надворот, кои што функционира во поранешните југословенски републики. Црнбор, Скопско поле и така натаму, има еден куп. Сега тоа ќе се случи со ПУИК, со дуќаните, деловниот простор на ова јавно предпријатие. И кај сте ве сега, колеги пратеници, што сакате 50 пати да го лажете народот на ден, дека некој друг лош ја направил приватизацијата, сега да се јавите во одбрана на приватизацијата и продажбата што се спрема од страна на ВМРО-ДПМН. И ви нема. Затоа Силвана Бонева нешто се копрца тука, кажува те лево, те десно, те напред, те назад, ама нема аргумент. И на крајот не треба да се караме околу овој закон, треба да го гласате. Да го гласате за да овозможиме запишување вистинско со закон како обврска на преостанатиот капитал што е надвор од територијата на Република Македонија на сметката или на имотните листови на државата, односно корисникот јавното предпријатие. Колеги пратеници, не баравте анализа или не бевте тогаш пратеници, ама не сум ве чул да се засекирате дека ОКТА се продаде со гласање на некои ваши и наши претходни пратеници од ВМРО-ДПМН без хартија. Гласаа за продажба на ОКТА.
вредна милиарда евра или долари во тоа време, по цена од 15 милиони евра до ден денес неплатени, без хартија. Не се сеќавам дека се секирате, за жал, дека нема анализа кога се носеше од дел и од вас, пратеници присутни, одлуката за поделба на јавното предпријатие на два дела, на стамбен и на деловен простор. И тогаш предупредивме дека се носи круцијална одлука за преостанатото богато предпријатие во јавна собственост. Без хартија, вие го поделивте предпријатието со еден член, без ниту еден елемент анализа. Се сеќавате, предходниот мандат тоа го направи, дел од вас беа, повеќето од ВМРО ДПМН и од ДУИ беа во тој мандат. 90% се истите пратеници. Рековте ке има бугарска консултантска фирма, па таа не ја направи проценката. Кога прашавме колку пари ќе останат и имот и капитал во стамбениот дел на ПУИК, рековте не знаеме. Кога прашавме колку пари ќе одат во деловниот, во просторот од ПУИК со деловните објекти, рековте не знаете. Па тогаш донесовте крупна одлука, без ниту еден доказ или аргумент. И сега нас не велите дека овој закон, за да го гласате, му требало анализа? Не. Вие, дел од вас сте слушале. Не верувам дека сте во тоа сценарио. Бидејќи не ги взимате вие парите, друг ќе ги земе. Сценариото со ПУИК или со јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор е следново. Веќе е направена првата фаза, се подели на дел за станови, на дел за деловни објекти. Ова со становите ќе ги земе обврските и долговите и можноста да гради станови. Ова со деловните објекти ќе ги земе само правата и капиталот. Проценките на стручњаците, ние тоа не го знаеме, ги слушаме нивните анализи, е дека по пазарна вредност, Господин Ивановски, ќе ве молам. Ги молам колешките и колеги пратеници да го слушнеме пратеникот што зборува. Благодарам, подпредседателе. Иако джабеш тоа што ни не слушаат, на крај некој ќе лежи затвор за тоа, ама ќе има време за тоа. Да продолжам. Се подели на два дела. Во делот со деловните простори, проценките на експертите се дека по пазарна вредност во денот на поделбата, тој капитал ќе вреди приближно милиарда евра. Проблемот е што никој тоа во овој момент не го знае. Не е само, имаме деловен простор на ова предпријатие во Белград, во Сараево, во Загреб, во Љубљана, ни Србија. Имаме деловен простор на ова предпријатие на улица Македонија, на градскиот плоштад, во секој град во државата, на сите најелитни места, кои што на пазарот на недвижнини генерираат највисоки цени. И пазарната вредност варира во зависност од понудата и побарувачката. Затоа се вели дека се движи таа вредност кон милиарда евра. И знаете на крај што треба да биде заклучокот. И тоа владата го донесе и вие го аминувавте. Дека делот на ПУИК со деловниот простор треба да се продаде и да се приватизира. И знаете кој ќе го купи? Нели ви е јасно кој ќе го купи? Нема Миле Пачемски да го купи, нема Владко Ѓорчев. Вие ќе гласате за некој друг да го купи. Ќе го купи делот од екипата на вашиот шеф, кој што го купи цело во Скопје околу и ги има сите маркици за згради, за хотели, за, не знам, инфраструктурни објекти што чинат милиони евра. Дуи ќе го земе своето парче, секако. Ама тоа нема да биде 25,7, ќе биде отприлика помалку. И сите срекни и задоволни, вие ќе си го раскрчмите имотот на граѓаните. Граѓаните нема да имаат ништо фајда од тоа. И клучната работа е како сега да помогнеме да не се случи тоа. Па погледнете, луѓе, Ивица Коневски на чело на ПУИК незаконски работел и е легитимирано тоа со извештај на државниот закон за ревизија. Човекот нема ни и кривична пријава против него. Напротив, главен играч живее во Скопје. Ивица Коневски, кој што без ден работно искуство го ставите директор на ПУИК. Без ден работно искуство.
и кој што прави тендери секој втор ден незаконски во општината Аеродром. Еве го колку тој законски, незаконски постапува во ПУИК. После него ставивте директор на новата фирма со деловниот простор студент, абсолвент и претходно или дипломиран студент, кој што после месец дена од дипломирањето со 30 дена стаж како дипломиран студент, уште нема време човекот да ги почасти другарите, ставивте директор да биде на вакво предпријатие и да менаџира капитал од скоро 1 милиарда евра. Тоа се факти. Вие не ги знаете, ги знае јавноста. Дипломиран студент од 23 години, 30 дена од кога дипломираше, го ставивте директор на оној дел од ПУИ кој што го поделивте со деловниот простор. И он само треба да потпише нешто. Па после, ако иде курван, негово гајле. Тој кој што ќе го натера, секако за да ја потпише одлуката за продажба, односно за приватизација, и најверојатно тоа ќе биде со стратешки инвеститор, ќе се понуди деловниот дел од ПУИК и ќе се најде, замислете, стратешки партнер од англиските острови, од фирма од Сејшели, па можеби од Дубај, чии што управители ќе дојдат овдека и ќе бидат, и ќе ги најдеме дека се граѓани на Скопје, добро познати. Тоа е хотелската окта и така се прават тие комбинации. И на крај нешто што вреди милиарда, создавано со генерации. Пазете, тоа го правеле вашите родители, моите родители, нашите деца, и ние треба да ги исползуваме. Тоа не е правено сега како капитал, правено е за време на поранешна Југославија. Тогаш е создавано тоа. И на крај, колеги, пратеници, некој рече тука, дали предлагачот, дали останатите, овој имот за кој што сега се бара да се стави на контото на Македонија, односно на јавното предпријатие, чини 50 милиони евра. И вие ќе гласате против тоа. Со образложение требало анализа. Па што анализа треба? Еве, ова е прво читање. Еве, нека е најпогрешен членот што го напише еден пратеник, и Величковски. Ајде гласате за прво читање, владата нека предложи измени со амандман, вие направите го тоа во второ читање, што ќе предложите како ВМРО ДПМН во име на владата, ние ќе го прифатиме. Може така да се договориме од сега? Ако ова не е во ред. Колку анализа треба? 5 дена? 10 дена? 2 недели? Сакате јавна расправа да отвориме за имотот на ПУИК? Па да има време владата 30 дена? Ева, ајде и тоа ќе го направиме. Ако е целта, навистина да понудите подобро решение, ама не сакате. Очигледно, многу е крупна играта и ќе подсетам за нешто што најново се случува во ПУИК, бидејќи во деловните објекти ќе биде најголемиот криминал ранг на окта. И тоа наскоро ќе се случи. Пред локалните избори. Или како што ќе паѓа популарноста на ВМРО ДПМН, некои луѓе ќе сака си ја заокружат својата бизнис идеја. Втората работа е, колеги, сте се запрашали ли како е возможно ПУИК да гради станови за социјални случаи по 900 евра метар квадратен? Како е возможно јавното предпријатие, кое што треба да ја спроведува политиката на владата, да продава станови за социјални случаи по 900 евра, кога комерцијални компании во така наречената пропадната акција продај куќа, купи стан, или купи стан, продај куќа, и на крај немаш ни едно ни друго, на владата на Република Македонија, покажуваат дека комерцијално чинењето на 1 метар квадратен изнесува не повеќе од 550 евра во најстрогиот центар на Скопје. Како бе ПУИК тоа е возможно да за социјални станови, што треба да ги дава на луѓе со ниски примања, гради социјални станови со 900 евра метар квадратен? Тоа се случува во овој момент. И на крајот на криштата, знаете кои се корисниците на овие станови? Вашите членови на извршниот комитет, дел од министрите, и за тоа говоревме, кои што во општината Аеродром, каде што градоначалник Ивица Коневски, во истите згради што ги градеше Ивица Коневски како директор на ПУИК, добија станови како млади брачни парови, а во тој момент не беа, и добија станови како социјални случаи, а тоа не се. И тие ваши екстакнати членови живеат таму. Живеат.
во Реонскиот центар или во новиот дел на општината Аеродром, благодарение на ваквата измама што се прави во Пуик. Колеги, немојте да дозволите да се направи уште една Окта, немојте да дозволите да се направи уште еден нов Телеком, бидејќи ова што таму се случува е огромен криминал што мора да се санкционира.